Добро вечер. 77 епизода Cyber Команда, трета сезона. Редовен термин 21:30 на Infomax YouTube каналот. Ке ми простите, тоа го видовте и во воведот. Главата ме кине. Може би повеќе физиолошки, но добар дел од она што го гледам што се случува во нашето општество. Нашето општество е болно. Голем број на години говорам дека пропаѓаме како држава, дека сме пропадната држава, нефункционална, дека корупцијата владее, дека мора да се направи темелна реформа во сите сфери на општеството. Меѓутоа, сите сакаме реформа, сите зборуваме ова ќе подобриме, она ќе подобриме. Сакам сега за волја на вистината и како трага во историјата да кажам каде е главниот епицентарот на проблемот на оваа пропадната држава. И ако некој, според моје мислење се разбира, ако некој сака да направи реформа која што ќе биде функционална, која што ќе го промени системот, која што реално ќе донесе нешто подобро, треба да направи два чекори. Прво, мора да се промени изборниот модел и второ, мора да се промени законот за партии. Вие не можете да имате здраво општество со нездрави партии. Вие не можете да имате општество без корупција со султан партии. Не можете да партиски кадри или од партиски кадри очекувате дека ќе бидат честни, дека ќе работат по закон, ако во партијата додека напредуваат низ скалилата на моќта ги учат да бидат послушни, ги учат да бидат без став, ги учат да бидат да се прават глупи и на тошо, ги учат да се гребат кај лидерот или неговите доглавници. Значи, луѓе кои што од мали ќе ги научите дека идиотите напредуваат со тоа што веднат глава или тапшаат по рамо или викаат да, вие сте најдобар и најубав, тие луѓе не може, кога ќе ги извлечете од таа средина во која што сте ги одгледувале, не може да ја реформираат државата. Они може од таму да рефлектираат само истото во државата. Па така, ако е неквалитетен во партија, ама послушен, нема да биде квалитетен на државна функција. А ќе биде послушен, тоа е сигурно. Значи, ако не се смени законот за партии, ако не се утврди од државата јасно како партиите ќе бидат уредувани, како ќе се бираат органите, ако не се утврди демократска процедура која што треба да биде јавна, достапна и процедура која што може да биде предизвикана, не очекувате никакви промени во државата. Исто така, ако не се укине законот за финансирање на партии, кои што од некогашни партии во 90-тата сега стана доели со огромни пари, а парите знаете дека корумпираат, не очекувајте дека тие луѓе кои што работеле во средина која што финансиски не се контролира, која што стимулира апашлук, која што стимулира корупција, не очекувате тие луѓе дека кои ќе го имаат под контрола државниот буџет, дека ќе бидат поразлични. И тоа гледате дека се случува постојано. Истовремено, втората алка, нишка или аксиома без која не може е промена на изборниот модел. Ако не се промени изборниот модел, ако не се дозволи слободни листи, се додека се гласа по пропорција, по сувереното
и султанско мислење на тие што ги водат партиите, бидејќи непроверливо е, не може да биде предизвикано, листите ги прават како што сакаат, а ви кажав како кандидатите ги избираат и ги ставаат на тие листи, вие често не ни знаете, ни за кого гласате, а и во овој момент од 120 пратеници, најмалку 80-90 не знаете никој се ни по име и презиме. Тоа често дури и мене ми се случува, кој што ги следам процесите. Значи, вие не бирате пратеници кои што ќе го зајакнуваат демократскиот капацитет, вие бирате пратеници кои се бројка, која што е послушна и која едноставно само притиска копчиња. Значи, без тие две реформи, џабе ви е шминката по министерства, по агенции, по дирекции и така натаму. Никогаш нема да биде подобро. Уште полошо, враќањето на некои функционери, кои што се синоним за корупција од времето на Груевски, нивната пенетрација кај Мицковски. Друго е што тоа укажува на некоја тајна поврзаност за која што нема во оваа епизода да навлегувам, но враќањето на луѓе од тоа време кои што беа и тогаш со сомнителен капацитет, кои што имаат тефтерчиња, со кои што избираат подобни судии, кои што денеска се суди, а нивното враќање може само да укаже на тоа дека уште повеќе ќе се корумпира системот. Системот нема да тргне на подобро. Не очекувајте реформа, не очекувајте подобрување. Добро, они ќе прават пресконференции, ќе ви креираат наративи, ќе ви ставаат розови на очари, некого ќе тргнат, ќе замачкаат очи. Но менталниот склоп на тие што седат во позадина не е склоп на луѓе кои што се неовисни или независни, луѓе со габарит или изразени интелектуални капацитети, луѓе кои што се поборници за вистината и слободата, ами едноставно апаратчици и послушници. Сега, на оваа точка, да ве поврзам со газењето на девојчето од пред некој ден што ја шокираше целата наша нација. Уште поголем шок беше дека сторителот на убиството е претходно казнуван, требало да лежи, требало да биде во притвор, па е ослободен од некои тефтерчиња, судии со тефтерчиња, а е ослободен затоа што бил нечив и затоа што едноставно дел од луѓето во оваа држава не може да бидат гонети или судени. Нема реформа, нема подобрување на животот, нема расчистување со корупција ако некој од луѓето се недопирливи или нивните деца, или ако они се привилегирани и нема да одговараат дури и за едно вакво грозоморно убиство. Додуша сега ќе одговара. Меѓутоа, за она што претходно го сторил, ако било санкционирано по закон, без привилегии, без корупција, немаше ни да го направи убиството. За мене дотолку почудно е како можело да наредат да биде од судиката, да биде упатен во малолетнички дом, а да е полнолетен. Има доста работи кои што треба да се разјаснат поради овој случај. Има доста работи кои што укажуваат на системска корупција, на распаѓање на законската рамка, но и на моралот и етиката. А дополнително слушаме и дека сака да ги укинат моралот, етиката од предмети кои што се изучуваат. Па добро, супер. Дајте укинете све и наречете го тоа реформа, а децата нека девеат по улица, нека се убиваат едни со други, нека дилаат неказнето дрога, само затоа што се нечиви синови или нечиви керки. Значи, немојте да очекувате, пак ќе вратам на почетокот, никаква реформа
во смисол на подобрување на животот, додека реформите се представуваат вака, ќе укинеме предмет во основно, во средно, на факултет, овој ќе го казниме, ама овој ќе го пуштиме, овој ќе го казниме, односно ќе создадеме привид дека е казнет, ама ќе биде пуштен. И така натаму. Во меѓувреме, животи на млади луѓе згаснуваат. Значи, ова не е игранка, ова не е шала. И пазете сега што мене ме јаде. Ова е само еден случај за кој што знаеме. Затоа што се случи убиство на очиглед на сите нас, на целото општество. Прашањето ми е, колку вакви случаеви на привилегирани деца, на привилегирани политичари, на привилегирани корисни идиоти во општеството има за кои што не знаеме. Ова, верувајте, не е изолиран случај. Само требаше да се случи една ваква трагедија, еден ваков трагичен настан, за да исплива на површината само дел од таа корупција која што го јаде ова општество. Сите оние што заминаа во меѓувреме, се иселија, или што заминуваат и ќе заминуваат, се исто така жртви на овој систем, во кој што вие корисни идиоти ги поставувате за национални координатори, кои што не работат ништо, но се послушни. Ви велат, да, лидере, така е, лидере, браво, лидере, најпаметен сте лидере, најубав сте лидере. Иако и лидерот, и тој што тоа го кажува, знаат дека тоа не е вистина. Време е да се запрашаме како ова општество вистински да се реформира, а не да ни се представува шминка од реформа. За оваа епизода имам неколку примери на покривање на системска корупција, на пар екселанс примери на неетичност и неморалност од нашите првенци во политиката, кои што вие ги наградивте да седат и да земаат плати какви што земаат, во време кога се собирате, се организирате да направите бојкот на маркетите. И за мене, можеби, најпластична е мечката, која што сама се уби, а оној ја сликаше и наместо да биде казнет за тоа, на очиглед исто така како убиството на Партизанска, на очиглед на целото општество, противзаконито, најобичен апаратчик, шраф во некаква дирекција, е доведен во ситуација премиерот да го брани без срам и перде, само затоа што е послушник и само затоа што Мицковски има потреба да покаже дека нема да даде никој од неговите верни послушници. Го штитите и Сашо Дранго. Исто така кадар на ВМРО ДПМН е заменик директор на Македонија ПАТ. Тој се појави јавно се појави фотографија со убиена, утепана мечка. Тоа е со ловечка опрема и со пушка. Сега, дури да ја земаме неговата верзија за точна, дека тој бил таму со екип од Македонија ПАТ за мечката која што претходно настрадала во сообраќајка, да ја тргне од патот, нели треба барем за тоа да го разрешите, затоа што ја малтретира мечката. И затоа што ги малтретира луѓето од Македонија ПАТ да го сликаат со утепаната мечка. Не сум убеден во точноста на неговата верзија, дека случајно нашол утепана мечка на ПАТ, но мораме да најдеме начин, односно ние мораме да ги запазиме процедурите за да дојдеме до решение. Пак ли ќе запазуваме процедури? Таа истрага ќе се заврши. Доколку
доколку, а не сум убеден, повторно ќе кажам, дека тоа што го кажува е така, дека мечката ја нашле на пат и дека сето тоа така се завршило, како што вие судите, доколку истрагата констатира и го потврди ова во што не сум убеден, се разбира дека неговиот ВД мандат нема да биде продолжен. Пазите сега. Истрагата трае у бесконечност. Сликата ја виде пардон. Сликата ја виде цела Северна Македонија. И да е мечката згазена или погинала на друг начин. Значи, нашле леш од мечка за да се представуваат големи ловџи и опасни пиштолџи. Но знаете дека не е така. Како и да е, истрагата трае во бесконечност, а овој човек брани една нечовечност, нехуманост, неетичност на негов функционер. И на крај вели, нема да му биде продолжен ВД мандатот. Не бе, господине премиер, не станува овде збор за мандат. Овде станува збор за последица од неетичко, нечовечко и незаконско делување. Во таква ситуација нема збор за продолжување мандат, туку има збор за прекинување на мандат и поведување на кривична постапка на твојот послушник. Но ти резонираш вака, ако го тргнеш него, ти си загубил еден апаратчик и се покажува дека твоите избори не се идеални, бидејќи ти си политички бог. Знам како резонираш. Ти си политички бог. Ти не можеш да направиш грешка. И затоа и он не е утепал мечката. И сега ќе пробате се во ова да го пимплате до бесконечност, за да се умори јавноста, за да се покрие со други теми, други скандали, да се сврти вниманието на партизанска, подпартизанска, не знам каде. Меѓутоа, прашањата се легитимни и се поврзуваат со почетокот на оваа епизода. И мене ми е јасно, не знам дали на гледачите им е јасно. Јас знам дека реформа, исправување со корупција не може да има од корумпирана структура, а тоа е оваа структура, која што, пазите кој идиотизам, утепале мечка и се слика за што да се пофалат за лајкови на социјални мрежи. Колкаво IQ треба да има некој за да не направи барем 15 минути во иднината увид каква ќе биде реакцијата кога ќе покажеш таква слика на социјални мрежи доброволно сам за себе. Кој ментален склоп треба да го имаш? Или праќате пораки дека имате пушки, па сега е мечката, а после може да биде и некој друг. Како треба да ги разбереме овие пораки? Еден лидер, пошто тие сте лидер и политички господ, треба да диктира темпо на својата структура, кон етика, морал, човечност, да манифестира една скромност, да ги водат работите, бидејќи моментално се избрани за подобро на целиот народ, не за подобро на нив. Ама ја разбирам дека ова за вас е комплексно, бидејќи сите се имитирате едни со други. Моделите кои што ги имате, како начин на однесување, како ментален склоп, како филозофска и политичка позиција, што треба да биде ова општество, вие ги манифестирате преку таа слика. Таа слика не е случајна. Таа слика еманира од внатрешното чувство,
од вибрацијата која што таа група ја има, која што мисли дека општеството сега е нејзино, дека може да прави што сака и дека има човек кој што ќе ја покрие целата таа корупција. Заштитувањето на со огради, додека чекаме комисија да утврди убиецот на Мечка, после е заштитување на убиец на Партизанска. После се уништени човечки судбини. После се дополнителен број на луѓе мотивирани да се иселат, што гледа дека корупцијата е секаде. А толку е лесно. Само направете ги партиите транспарентни како на Запад. Има модели. Еве, Гордања Силјановска-Давковска е, барем мене, доека бев у процес на магистратура, ми предаваше компаративни политички модели. Има како се уредуваат партии, само треба да се сака. Ќе ја консултирате, ќе ви даде модел како да се финансираат партиите, како секој орган да биде предизвикан, како да бидат ограничени мандатите, за да не се ствараат султани. Па уште полошо кога се ствараат султани кои што се со ограничени капацитети. Тогаш девијацијата е изразена во целото општество. И понатака, не само што ја брани Мечката, брани и она што на очиглед на сите нас беше не само кривично дело нарушување на закони, него и влечење за нос на целата јавност, дека може да се прават фалсификати, дека се дозволени фалсификати, само вие треба да сте блиски со политичкиот врв. Беше покажано дека јазичното студио од кое што тој наводно приложил сертификат не постои. Не постои. Исто така беше покажано дека таа компанија Јулија нема деловна активност најмалку од 2019. Нема. Патам сертификатот на водниот сертификат на Бојан Христовски носи дата од 2022 Значи, очигледно е година. Понатаму фалс. во јавноста се појави информација дека две директорки на јавни институции во земјава се осудени откако признале дека исто така со логото на Јулија прикажале фалсификувани сертификати за познавање на англиски јазик. Во упатство на наша државна институција, на Агенцијата за администрација, Пловдив е посочен како град каде што може да се полага TOEFL тест, но во сосема друго школа, класика, не во Јулија. Сега, вие решавате сето ова да не сакате да го видите и да не го доведете во прашање поставувањето на Бојан Христовски за директор на... Не, јас оставам овие тврдења да бидат ваши, а јас она што сакам да го видам... Тие се од само јас ги пренесувам, инаку јас не ги поседувам, тие ги поседуваат наши државни институции, суд, Ништо не е ваш. Одлично. Регистар на соседната држава. Одлично. Предпоставувам дека обвинителството пријави дека ќе покрене случај, да го почекаме што ќе биде. Добро, до тука. Ќе чекаме за Мечката, ќе чекаме за фалс дипломите, ќе чекаме понатака, ќе ви пуштам и за Сања, дали има бугарски пасош. Ние за све ќе чекаме, а они ќе ги исполнуваат државните функции, ќе земаат по 2-3 евра плата, ќе имаат влијание врз целиот систем, ќе прават коруптивни активности, ќе се покриваат за газења по Партизанска улица, ама ние ќе чекаме. Не се прави така. Веднаш се разрешуваат. При основано сомневање се разрешуваат. Ако сакате да стекнете доверба од целото општество, се разрешуваат, се ставаат во мирување. Никој не вика да ги утепате, тргни ги на страна, додека да се разрешат случаевите, нека не цицаат од системот, нека седат дома, или ако се толку успешни со, не знам, карате клубови или бизниси во Чешка, нека си ги работат бизнисите, додека се расчистат сите
сомнежи и фала му на Бога ако се чисти, врати ги назад. А вака, они се покажани со прст во видливи, мощне, пластични ситуации кои што само тие што се таму околу нив мисла дека не се криминал или дека општеството не знае за што станува збор. И вака, нема врска, ајде да почекаме комисија. Ајде да почекаме овој, ајде да почекаме оној. Помеѓу време треток излезе. И така, додека почекаме ние, пројде цел мандат. А они си свиркаат. Не може да градите, бе, другари, чувство на припадност кон нацијата, на држава која што е без корупција и дека е држава за сите, со вакви примери. Не може. Не знам како не ви е јасно. Остајте вие на комицки вечери што ви аплаудираат кога ќе ја пуштите заветна. Народот е гневен кога корисни идиоти се поставаат на највисоки државни позиции. Се губи буквално вербата во целата држава. И сега, вие викате судството било на 2%. Океј, точно е тоа. Ја не би му дал ни 0,2%. Ама, советник ви станува човек што ги поставувал тие судии. Сега судиите се криви, а тој што е со тефтерчето ги редел судиите, тој ви е советник и тој е окей. И вие тука ни кажувате приказки за Преспа, не е готова додека сте вие ВМРО, а ги зимате Пешевски и слични кои што пишува јавно писма дека ВМРО треба да се одважи кон крајот на 2018, да се одважи и да го промени уставот и името и да го внесе Охридскиот и Преспанскиот, да ги укине принципите на АСНОМ, името да го смени. И сега тие ви се советници. Ја не знам дали денес или утре, или кога. Оваа ароганција ќе ви се удри од глава. Али тоа не е причина да не се Сања насмееме. Дежиневска го чувала ли идентитетот? Може. Од Монти Пајтон издвојуваме. Први, секој сите постапки кои што ги влече во собствено име и на собствена сметка. Значи, кој тоа поднел за бугарски пасош или бугарско или било кое друго државјанство е негова лично прашање и треба да одговори за тоа. Јас немам двојно државјанство, јас сум монопартит и секој треба да се изјасни. Доколку се чувствува двојно, нека Зашто ви е излезе на проблем да јавност. се изјасните за Сања Дежиневска? Не ми е никаков проблем, но таа Добро, треба да еме. одговори самата за себе си. Како да Јас имам одговори? многу пати. Човек кој што е министер Ќе ми во дозволите? влада, не може да не е предмет за вас, на ваш интерес, Ќе ми колку е дозволите? тоа срамно и Нити е недозволено. првиот, а верувам нити последниот министер во влада, ниту под претходно бил е некои кои што немале бугарски документи или други државјанства. И тоа А не е грев. Но проблемот е друг. Не е грев. Значи, зошто се дозволи една таква политика во државата во континуитет да се врши една економска асимилација на македонскиот народ? Поради лошата социјоекономска состојба во државата, луѓето отидоа да бараат пасоши за да можат да бидат возачи во странство, да возат Или да бидат камиони, министри кај да Мицко. управуваат фирми, да работат во странство поради тоа што бугарскиот пасош или пасошот на некоја од државите во Еве, вие Европската тоа не сте унија го направиле ви дозволува. и сте оделе Но да видете, заработите на Блискиот но, исток. Дозволете ми. Значи- Да, и јас и многу кумановчани излеговме креативни и отидовме и го направиме тоа со собствениот труд. Тоа за Блиски исток у Куманово има многу интересни приказни, ама за тоа друг пат. Значи, бугарите се проблем, бугарите ни се смртни непријатели, ама бугарите у владата на Мицко, бидејќи ако имаш бугарски пасош си бугар, не си шриланканец или аргентинец, си бугар. Ако имаш бугарски пасош си бугар. Си дал изјава дека си бугар, имаш потекло бугарско.
Значи, бугарите, од овие другите се проблем, ама од нашите, во нашата влада, не се проблем. Овие е само уште една ментална неуспешна гимнастика од човек кој што е мост да неуспешните комуњари се приклучат на владата на Мицко и ништо друго. Нема никаква оваа структура и човеков што го гледавте пред малце, нема никаква политичка платформа поврзана со вашиот живот. Подобар живот, помалце корупција, вистински луѓе на вистински места и така натаму. Неговата улога беше да ги собере од СДС кај него и да ги заштити и пак да ги врати на позиции државни кај Мицко. Тоа беше неговата улога. И тоа што ќе ви кажува сега, вака било, овие бугари се лоши, овие бугари се добри, мислам дека е само да ве замајуваат, да ви ставаат еден наратив или завеса или перде, у Куманово се вика, за да не гледате дека они уживаат бенефити од системот. Овој систем со вакви луѓе, сите што беа спомнати во епизодата, од прв до последен, подобар нема да стане. Потпишувам денес. Дека ќе ви се подобри животот. Потпишувам денес дека нема да се подобри. Цела недела се водеше во Македонија дебата за тој еден ден на бојкот на маркетите. Цела недела водиме дебата за бојкот на маркетите. За мечката на оној од Facebook што се сликал. За Сања водиме и за Бојан 6 месеци дебата и чекаме некакви комисии да се произнесат. Умеѓу време во Скопје си го прославија, српскиот свет си го прослави Свети Сава, на што на социјалните мрежи беше представено како престолнина на некогашното кралство Србија во присуство на Мицковски. Треба да се замислите. Ајде овие што не ги интересира нација, националности, историја и така натаму. Ама у ВМРО доста од членовите се одираат у гради дека се како се вика тоа, старо ВМРО, ветерани и така натаму. Абе да си ги скинете сите членските книжки. Никакви ветерани вие не сте. Вие сте послушници и луѓе без никаков ментален капацитет. ВМРО 90-та година беше формирано против ваквите манифестации кои што се претходница или цементирање на нивната позиција дека Македонија е стара Србија, дека не постојат македонци, дека ние сме, како беше тоа, Срби со говорна мана. Тоа е, впрочем, кажувано 1000 пати од Шешелј, Вучиче од шинелот на Шешелј, а тие што стоја до Мицко, у првиот ред на Свети Сава, се сите луѓе на Вучич. Па ако ништо друго, тие што не ги интересира и може да се прогласат дека не се упатени или не виделе. Ама вие, ветерани на ВМРО, вие сте само послушници, луѓе што појма немаат кај се наоѓате, безгласни букви, кои што чекате да ви фрлат корка леп или трошка од нешто друго. Кажав што имав да кажам. Вратете се на почетокот на емисијата ако сакате да
уште еднаш се подсетите како треба да се реформира државата за да нема корупција, за да не ни се случува Свети Сава во Скопје, да не ни утепуваат мечки, па после да дебатираме по 3 месеци дали ја згазиле, утепале и помогнале на мечката мртва да се слика, да не ни се случуваат јазични студија Јулија, да не ни се случуваат конфронтации со цели држави, а да имаме припадници на тие нации во владата. Да не ни се случува типови ко Максо да ни се главни политички експоненти, да цело време зборува, а ни самиот он да не знае што кажал после емисија и така натаму. Реформата треба да биде темелна и треба да биде на изворот, а не на крајот од работите. Ова беше Cyber Команда. Едно секогаш запамтете и го кажувам секогаш на крајот емисијата. За се што ни се случува, виновни сме ние самите.